Пропадна уште еден обид за формирање на влада во Бугарија. Парламентот не го одобри кабинетот на Николај Габровски. Нито повторното прегласување не помогна Габровски да стане нов премиер. За него гласаа 113 пратеници, а против беа 125. Поддршката ја добија од 67 пратеници на ГЕРБ СДС и 46 од ДСП и Бугарски подем. Против гласаа 53 народни избраници од Продолжуваме со промената и 71 пратеник од БСП за Бугарија, Преродба и Демократска Бугарија. А со оглед на тоа дека Народното собрание не го одобри новиот предлог за премиер, за гласање не се најдоа ниту двете одлуки за структура и состав на кабинетот. Пред предлогот имаше жестока дебата подолго од 3 часа. Вознемирен од тоа што го гледа, Габровски вели имал чувство дека се во изборна кампања. Што е нејасно во тоа што треба да се изгласа буџетот за следната година? Што е нејасно во тоа што добивме шваканица за Шенген? Не можам да прифатам дека во овие 7 точки нема специфики. Ми се чинеше дека сите се согласија дека нема начин да се оди по овој правилен пат ако немаме функционален парламент. Сите се согласуваат дека е добро и го поддржуваат, но нема да поддржат влада, а потоа доаѓа изборна реторика. Мојата слободна волја да допрам до сите политички сили и мојот обид да допрам до сите и да ги обединам луѓето со професионализам е јасно видлив. Сите чуда не се случуваат околу Божик, вели Габровски, а се помалку бил оптимист за тоа што и предстои на Бугарија. Ако се одиграло песимистичкото сценарио, ќе поминало уште една година од избори до избори. Партијата Продолжуваме со промената гласаа против, бидејќи според нив тимот на Габровски не може да го испорача она што и треба на Бугарија. Пред еден месец рековме дека за една влада да биде успешна треба да се спроведуваат законите, планот за закрепнување и одржливост, судските реформи. Габровски дојде како предлог од партијата ГЕРБ на поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов. Председателот на Бугарија Румен Радев пред 10 дена му го врачи мандатот, пошто го формираше тимот министри. Продолжуваме со промената на Кирил Петков, Демократска Бугарија, кои беа дел од претходната политичка влада, како и од Бугарска социјалистичка партија, се изјаснија дека нема да поддржат влада формирана според првиот доделен мандат на ГЕРБ, која пак според бројноста и политичките сојузи што ги има во моментов е најсилниот политички фактор. Владата кај источниот сосед во моментов е во технички состав, назначен од бугарскиот председател Радев.